Ако си од мајка роден, немавај со чорап воден. Лева рака, десен джеб, без мотика нема леп. Удри ѓоре еден штеп. Леле, мајки, мајките, душа мила. Зедов кредит и ја купив. Мечка, страв мене, не страв си реков, доста ѓоре старошна дјариште шиеш на прастара машина. Модернизирај се, бре, брате, инвестирај во својот бизнис. И си кладов јаже околу ура да ви кажа право. Кредитот бил голема беля, а ратите ми се големи, колку што се големи цицкиве на комшивка Мица, Господи, прости ми. И почнав да ги враќа и веќе ми се повраќат. Ама на надежта умират последна. Ами како? Еми така. Ја да ви кажа, се надева на огромна девалвација, ако на времето, па да врата пари колку зенчиври. Не умри магаре, добилја низвори, што се вели. И се има ја и резервен план, план Б, со работен наслов, сам свој овчар. Ќе прода дуќанов со се цел инвентар, ќе си купа 100 овци, ќе се кажа на Галичица и ќе си напра трло. Во прво време кучиња не купва, ќе зема некој скитник од улица колку да ми варди овци од волци и од арамија, ми како? Еми така, денес море луѓе, не е лесно се бит овчар. По некој време 100 овци ќе стане 200. Тога и идат моите 3 минути. Ќе се врза со директорот на некоја осмолетка и ќе направиме излет на Галичица. 8 оделенија по 3 класа, то ти се 24 класа. Појаве, например, да речиме, 20 ученици нека бидат, то ти се околу 500 ученици. Така, така. И ќе дојдат деца на Галичица. Ѓомити да ја запознаат и да ја засакет. И лека полека, наставнициве ќе ја однесат над моево бачило и ќе ја забораат. Едно пола сат, не појде. И секој дете ќе добијат по едно купче камења и задачата ќе им биде да ги гранатират моеве овци. И за пола сат, под услов да ги фрлет сите предвидени камења, овците ќе бидат готови, запустени, уништени, гранатирани. И кој ќе помини джелата, деца ко деца, нормално ќе си бидат ослободени од одговорност, пошто си играле ракомет во природа. А ја ќе снима краток документарец од поморот на моите драги и никош непрежалени овци и ќе тргна во поход. Доволно е филмче да се направи од 11 минути. Ами како? Еми така, како од Северина, ама со помалку зборвење. Ќе окрста секс со државата и ќе опушта на интернет. Утредента ќе изјава дека ми украла чистачката од тајната ѓорева полица и за кратко цела Македонија ќе го снимни филмот од интернет, кој не сака денеска секс од држава. Уште того немаме пробано. Море имаме. Ама ние сне биле онадената страна. Ејси, откако филмов ќе надмини славата на оној со бродот и шампањацот, ќе тргна на својот долг пат кон вистината. Со филмот под рака, како корпус деликатес. Ќе се жалја до сите надлежни институции. Те вара оштета од 100.000 евра. И то нето. Зашто? Па нормално, за моите настрадани овци ќе држа пресој, ќе тропа на илјадници врати, ќе греба, ќе каса, ќе завива ако треби. Зна, ќе ме лажет, ќе ми ветувет, ќе ме бркет со стапој. И на крај ќе видат, не ќе видат, ќе решат, бре, овај досаден многу, ќе ми дај некој динар. 36.000 евра да речиме, колку кредитот ја да врата. Колку да заборава на претрпениот стрес, колку да им изграда споменик на моите прерано гранатирани овци. Бог да и прости. А замисли, кој би почекал едно 5 години, например, па наместо 200 да ми гранатират 1000 овци, пола Охрид ќе окупа со тие пари. И нема да дозволя да ми прават замрзни одмрзни. Не е мојот имот месо во месарница. Еми како? Еми така. Секој е шнајдер на својата судбина.
Дури имат ќурки, ќе имат и подварок. Ја се извинјава за ова зимска изрека, ама и на лето може да се прави подварок. Од кисел политичар, од оние што беа на дното на изборната каца. Срце му е најмило. Види го, море, си светит. Браво, бидјоре.